Во овој период од годината, кога се екстремно високи температурите, неопходно е и соодветен режим на исхрана. Како треба да се исхрануваат хронично болните, трудниците, па и за време на летните одмори, дознаваме од нутриционистката Тања Турунџиева. Тања, би почнале од почеток. За време на летните одмори, пред интензивно изложување на сонце или пред плажа, за време на плажа, па и после тоа, како треба да се исхрануваме, што треба да консумираме? Токму така, имавме едно променливо време каде што одеднаш се зголемија температурите и треба да бидеме предпазливи, бидејќи нашиот организам не е адаптиран на такви промени, особено не на високи температури. Највеќе се рефлектира кај некои што имаат хронични заболувања, кај малите деца, кај трудниците и сите оние кои што имаат проблем со горештината. Прво и основно мораме да го едноставно напоиме организмот со течности, што значи дека си можеме да заборавиме, ама водата не можеме да заборавиме. По континуитет мораме да земаме некаде околу вкупна литража на минимум 3 литра течности дневно, што природно цедени сокови, што вода. Да биде лесна храната, значи немаме потреба од многу масна храна, храна која што е со сомнителен квалитет, што значи дека многу треба да внимаваме каде е складирана таа храна и на кој начин е чувана, па макар и во домашни услови, бидејќи е подложна на најразлични извори на бактериски инфекти кои што може да ни предизвикат нас труење со храна, која што во летниот период е најчесто. Добро проверени производи кои што ќе ги видиме роковите на траење, ќе видиме како се складираат, ама велам периодот е лето кога најмногу се јаде овошје и зеленчук. Пазарите изобилуваат со најразлично прекрасно овошје кое што е наменето токму за овој период на годината, особено кајсиите се тука, праските се тука, лубениците и дињите кои што ги има на нашите пазари и тие се сосема доволни за да ги задоволат потребите на нашиот организам во однос на хранливи продукти, лесни чорби или летни познати македонски манџи. За секогаш со нив да бидат пропратени свежите сезонски салати кои што ги има на пазарите и нормално некоја лесна вечера или пак некоја свежа салата. Обично се вели дека пред да се оди на плажа или пред подолга изложеност на сонце треба да се јадат многу моркови. Има ли некои други тајни? Дали ова е вистина или заблуда се со цел за да се добие посакуваниот тен? Па има вистина во сето тоа го прави бета-каротинот, меѓутоа јас повеќе би рекла дека кајсијата е таа која што повеќе ќе заврши работата отколку морковот. Меѓутоа и лубеницата, бидејќи лубеницата е позната како нешто што е овошје кое што го е за убавината и кое што е благодет затоа што го држи, ги задоволува потребите на нашиот организам и го држи во голема ситост, а не делува оптеретувачки на нашиот организам, меѓутоа таа да не биде секогаш ладна од фрижидер. Некако имаме традиција секогаш кога чувствуваме ладни напитоци или ладни производи да користиме од фрижидер, тоа е дополнителен стрес на самиот организам и дополнителен шок. Подобро е тоа да биде се на собна температура, значи ние ако е разладена лубеницата, меѓутоа не веднаш када внесуваме во нашиот организам, туку малку да адаптираме на собната температура, па да ја јадеме и никогаш да не пиеме премногу ладни напитоци извадени од фрижидер, затоа што и вака нашиот организам е едноставно оптеретен на високи температури и дополнително уште повеќе ќе биде растревожен во колку му дадеме таков ладен напиток. Каква храна треба да се јаде после подолга изложеност на сонце, па и комбинирано, например, и со физичка активност, ако и пливаме, нели? Многу е важно да имаме избалансирана исхрана, особено кога сме во летните одмори или кога сме некаде на одмор. Убаво е ако сме на море да ги искористиме благодетите на морската медитеранска исхрана, што значи дека многу риба, многу морски плодови, многу свежи салати, многу овошје и зеленчуци. Секогаш да имаме течност покрај нас, а едноставно тоа да биде во една избалансирана форма. Особено оние кои што се изложени на високи температури, значи во континуитет внес на течности, да не забораваме да пиеме течности, да бидат во помали количини распределени во текот на денот, што значи дека
голема улога игра ние како ќе си го тоа поставиме во рамнотежа. Особено кај децата, кои што немаат многу представа колку тоа треба да испијат, значи родителите во многу помали временски интервали да им внесуваат почесто течности како не би дехидрирале или не би добиле сончаница. Во периодот од 11 часот па некаде се до 16 часот да избегнуваме да одиме на гориштини, да бидеме директно изложени на јаките сончеви зарази, што можеме да добиеме сончаница, топлотен удар и да колабираме. А сето тоа и да се случи, ако нели ни се случи, а може да се случи, да го направиме со разладување, односно во просторија во која што нема вклучен клима уред, уште поладно да биде, туку да го направиме со ладни облоги, внес на течности распределени во текот на денот и сето тоа да биде во една умерена форма. Особено на оние кои што се физички напрегнати мора да внимаваат на доволен внес на електролити во самиот организам, а нив сите можеме да ги најдеме во свежото овошје и зеленчук. Никогаш прејадување, никогаш премногу масна храна, никогаш премногу оптеретена храна, но туку се тоа да биде една избалансирана исхрана која што нема дополнително покрај горештините да го оптеретува и нашиот организам и метаболизам. Така, а што ги советувате, Тања, хронично болните? Како треба да се исхрануваат во овие летни денови? Тие секојдневно треба да си имаат одреден внес на хранливи продукти, да си продолжат така во континуитет со тој начин на исхрана кој што се го практикуваат. Истите правила важат и за нив, дека апсолутно не треба во тие жешки периоди да се изложуваат на високи температури. Многу течности, значи дефинитивно едно од основните потреби на нашиот организам при високи температури е течностите, внесот на течностите. Сите оние кои што се научени да ескивираат нели со внес на течности, дека тоа го направат во помали количини со броени внесови на чаши, да сето тоа биде во една форма која што и tekako е од суштинско значење. Храната да биде лесна, да биде се она што е македонска кујна, некоја убава зеленчукова чорба и да внимаваат нормално да периодот не излегуваат по горештините, за да не се создадат најразлични дополнителни проблеми, бидејќи хроничните болести си ги носат со себе и tekako треба да бидат многу попредпазливи од оние кои што немаат одредени заболувања. Треба ли да се стават на посебен режим на исхрана трудниците? Трудниците треба да внимаваат што јадат, бидејќи обично сите кои што носат плод или се бремени, некако се повеќе стрвни кон хранливите продукти и сакаат се да пробаат. Прво ги советувам да ги испитаат квалитетот на храната, да и она што го внесуваат да внимаваат како е чувано, бидејќи многу е опасно труењето на храна, особено кај бремените жени, што значи дека млечните производи, месните производи, месото, јогуртите, сладоледите кои што често нели мислат дека треба да ги разладат, да сето тоа бидат со добро проверен квалитет, неоптеретувачки и никако исхрана како за двајца.